Територијалните противпожарни единици од Куманово и Ранковце ќе добијат 3 возила за гасење шумски пожари, опрема за пожарникарите и делумна санација на објектот каде што е сместена Кумановската противпожарна единица, соопштија од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Опремувањето на противпожарните единици од двете општини ќе се реализира преку проектот Заштита и превенција од пожари во микрорегионот, општина Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце. Средствата за проектот се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и од Швајцарска агенција за развој и соработка преку инвестицискиот проект со дигитална компонента од грантовата шема Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, втора фаза. Од трите понудени проекти на форумите на заедниците на Североисточниот регион, овој проект е избран од Комисијата за проекти од Министерството за локална самоуправа, велат надлежните. Вкупно за проектот се одобрени 21.644.000 денари, од кои Министерството обезбедува 11.942.000, а Швајцарската агенција учествува со 9.702.000 денари, изјави директорот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион Младен Протиќ. Покрај трите возила за гасење шумски пожари, од кои 2 се за Куманово и 1 за Ранковце, 60 мината вработени во противпожарните единици ќе добијат соодветна заштитна опрема, шлемови, ракавици, маски, одела и друга опрема за гасење пожар. Во објектот каде што е сместена противпожарната единица во Куманово ќе се сменат гаражните врати и прозорци и ќе се воспостави нов систем за грејење за да не мрзне водата. Во рамки на проектот ќе се изработи и апликација преку која граѓаните ќе можат навремено да пријават шумски пожар со точна локација, координати и ќе може навремено да се интервенира и да се спаси шумата, изјави Протиќ. Центарот за развој на Североисточниот плански регион ги почнува тендерските постапки за набавката.